Вашингтон, Американскиот конгрес ги усвои конечните промени на Законот за здравствена заштита на Соединетите Американски држави, што председателот Барак Обама го потпиша во вторникот. Со тоа, здравствената реформа е комплетирана. Да видиме што друго прави наслови денеска. Го гледате News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. А јас сум Лилица Китановска. САД и Русија во април ќе потпишат нов договор за намалување на нуклеарното оружје, соопшти Белата куќа. Американскиот председател Барак Обама во петокот по телефон разговарал со рускиот колега Дмитрий Медведев, при што се согласиле да се сретнат во чешкиот главен град Прага на 8 април и да го потпишат новиот договор за намалување на стратешкото оружје СТАРТ. Американскиот сенат и рускиот парламент мора да го ратификуваат договорот за да стапи на сила. Американските и руските преговарачи веќе една година ја подготвуваат спогодбата што треба да го замени СТАРТ од 1991, чија важност истече во декември. Секретарот за одбрана Роберт Гейтс на сведочење во Сенатот во четвртокот кажа дека е внимателен оптимист кога станува збор за поразување на Талибан во Афганистан. Дури и без 30.000 дополнителни американски војници колку што се планира да бидат распоредени во Афганистан, постои подем во операцијата против силите на Талибан, рече Гейтс. Секретарот за одбрана коментираше дека Талибан можеби е суров, но затоа и мощно непопуларен во Афганистан. Тој сепак предупреди дека предстојат многу тешки и долги денови. Клинтон пак подлече дека цивилното присуство во Афганистан минатата година 4-кратно нараснало. Таа побара дополнителни 2 милиарди за афганистанските напори да се обезбедат областите каде беше преземена контролата од Талибан како градот Марджа во јужниот дел на земјата. Адвокатите што ги представуваат американските собственици на отповиканите возила на Toyota се појавија пред суд да разговараат за консолидирање на повеќе од 200 постапки против автопроизводителот. Најмалку 24 адвокати зборуваа на распитот во Сан Диего, во Калифорнија, што се однесуваше на отповикувањето на околу 8 милиони возила, за најголем дел од кои постои сомневање дека имаат педали за газ што може да се заглават. Во прашање се 97 постапки за телесни повреди и смрт и 138 групно покренати постапки во врска со намалувањето на продажната цена на овие модели. Законодавците во Конгресот инсистираат Белата куќа да изврши притисок врз Кина да го ревалоризира јуанот. Нивно гледиште е дека со вештачко држење на ниско ниво на кинеската валута, кинеската влада всушност ги загрозува американските работни места. Еве нивната аргументација и реакцијата на Кина. Понекогаш добрата сделка само изгледа така. Членови на Конгресот велат дека ефтини производи увезени од Кина имаат висока цена. Тие велат дека Кина манипулира со валутата за да ги намали трошоците на извозот, наштетувајќи им на американските производители. Сенаторот Чарлс Шумер, демократ од Њујорк, вели дека САД треба да постават казнени тарифи ако треба, за да го изедначат теренот за игра. Сметам дека кинезите не веруваат во слободна трговија. Тие се трговци и единствено сакаат да ја зголемат економската моќ. Единствен начин да се променат е да ги натераме со сила да се променат. По ова прашање демократите и републиканците се обединати. Линдзи Грем е опозиционен републиканец од Јужна Каролина. Едноставно кажано, Кина е премногу голем играч во светот да ја манипулира својата валута. Влијанието е огромно. Белата куќа засега јавно не се изјаснува. Председателот Обама имаше разговори со кинеските лидери, но дипломатијата не дава резултати. Кинескиот премиер Вен Џиабао неодамна ги отфрли барањата за ревалоризација. Тој овие барања ги нарече форма на протекционизам. Чарлс Фриман е од Центарот за стратешки и меѓународни студии во Вашингтон. Тој вели дека ставот на премиерот не се однесува толку на американските барања, колку што е одговор на она што изгледа дека е барање од дома, кинеското раководство да се спротистави на меѓународен притисок. Председателот Обама е исто така под притисок во неговата земја. Како и да е, во април администрацијата ќе мора официјално да заземе став по контроверзата. На 15 април, одделот за трговија ќе објави извештај во кој ќе бидат набележани државите кои манипулираат со нивната валута. Законодавците велат дека Кина треба да биде на врвот на таа листа. Со пролетта во главниот град на Соединетите Американски држави доаѓа и цутот на црешите.
Фестивалот на цветењата на црешите привлекува милиони посетители во Вашингтон. Но убавината на градот во овој дел од годината ја донесуваат и боите на лалињата, темјанушките, азалеите и магнолиите. Во продолжение ве оставаме со слики од градот, придружени со музика на Вивалди од 4 годишни времења. Уживајте! Во понеделник во Newsflash, клинички експерименти, зошто треба да се изведат до крај? И тоа беше се за оваа емисија Newsflash од Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска во студиото во Вашингтон. Ви посакувам убав викенд, до гледање до понеделник.